Ќе разговараме во следните минути на тема здравје и едукација на граѓаните. Ово утро со нас е доктор Билјана Јовановска, со која ќе поразговараме на една актуелна тема пред се, кога станува збор за здравјето на граѓаните во овој период од годината, а особено што нели е за неколку дена ќе стартува пролета, пролетните алергии и сето она што може да придонесе. Па најнапред ќе ја запрашам доктор Билјана, зашто е на крајот на зимата и на почетокот на пролета се актуелни овие алергии кои што се присутни. Само и уште едно подсетување дека ќе има награди за тројцата најбрзи гледачи кои ќе се јават на нашиот телефон 3116 Се извинувам. Да го запазиме теделот. Да. Па периодот кога настапува пролета, односно кога се буди пролета, се будат практично и алергиите од едноставна причина што цветаат многу видови на растенија и заради тоа што слободуваат едни честички кои што се нарекуваат полен. И поленот е еден од тригерите, односно фактор кој што предизвикува и кај пациентите кои што имаат детектирана алергија конкретно кон полен да се разбудат алергиски реакции, но и кај пациенти кои што имаат нарушен имун систем и кои што не се знае дека точно конкретно на полен се алергични, меѓутоа имунитетот кај нив е нарушен и имаат можеби целогодишна алергија, но поленот може да послужи како тригер во комбинација и со други фактори за да се разбудат алергии. Заради тоа овој период е познат повеќе по разбудување и почести симптоми се јавуваат на алергии. Докторке, кој е тој природен начин на кој што може да се помогне, еве да кажеме, за намалување на тие алергии во овој период од годината, пред се бидејќи како да реагира, ќе кажам, нашиот имун систем во даден момент? Прво би сакала да кажам дека единствен начин за да конкретно тотално се искорени една алергија е да се спречи контакт со алерген, меѓутоа тоа е апсолутно невозможно бидејќи нели алергените се насекаде околу нас. Еден од природните начини за да се спречи појавата на алергиите и да се подобри функцијата на имуниот систем е практично консумирање на алоe вера гелот, кој што служи не само за подобрување на имунитетот, туку има и други намени кои што практично носи бенефит за други здравствени состојби. Верувале или не, значи сите алергии започнуваат со здравјето од нашите црева. Значи 80% практично од имуниот систем е локализиран во нашите црева. Точно алоe вера гелот има функција да го подобри функционирањето на гастроинтестиналниот систем. Прво и основно заради тоа што прави обложување на гастроинтестиналниот систем, а другата приказна е заради тоа што содржи специфични компоненти, биоактивни компоненти, кои што се антраквинони, познати како по тоа име, и муколитични полисахариди. А муколитичните полисахариди практично служат како еден вид пребиотик и го стимулираат растењето на пробиотските бактерии, кои што пак многу често во други наврати сигурно сме дискутирале дека исто така имаат голем удел во настанување на алергии и нарушување на целокупниот имунитет на човекот. Другиот начин на кој што го модулира алоe вера гелот го модулира, односно го спречува или намалува појавувањето на алергиите, ги облажува симптомите, е практично модулирањето на имуниот одговор. Тоа е веќе вториот начин. Со редовна примена на алоe вера гелот ние практично правиме од една страна заштита на гастроинтестиналниот систем, обложување на гастроинтестиналниот систем, спречување на директниот контакт со алергените, поттикнување на растот на пробиотските бактерии и модулирање на имунитетот. Алоe